прикажа моменти од претходната борба за да биде поинтересно и подинамично во овој пренос. Почеток на борбата, финале 74 килограми. Ковач против Плоп. Унгарец против Романец. Тројца борачи беа во оваа категорија. Бугаринот Михов веќе ги заврши надпреварите во предпладневниот дел од турнирот со еден пораз и една победа. Овде ќе биде многу интересно ако победи Плопјон, тој ќе биде победник во оваа категорија. За сега, во првата минута од борбата немаше поени. Ајде да видиме кој ќе тргне прв во напад. Судијата го поменува унгарецот за да не избегнува борбата. Двајцата се обидуваат да водат ниска борба, да влезат во нозе, еве се обиде Плоп, не успеа. Инаку високата борба за оние што прв пат може би гледаат борење, да кажеме карактеристична за грчко-римскиот стил. Разликата меѓу тој и овој стил е во тоа што во грчко-римски зафатите се изведуваат само над половината, во горниот дел од телото, додека во слободниот во целото тело, нозе, горниот дел од телото и така натаму. Еве сега дали ќе поентира од оваа акција Романецот. Два поена, дојде зад противникот кој бегаше надвор од душекот, меѓутоа акцијата беше изведена на она жолта површина, па еве доделен и уште еден поен за бегањето, вкупно 3-0 водство на Романецот Плоп. Ако продолжи вака, тој ќе триумфира во оваа категорија, но се уште е рано да се прогнозира, да видиме, можеби Ковач е подготвен за пресврт. Крај на првиот период од борбата, завршува со водство на Плоп, кој настапува во левиот агол од душекот, во црвен дрес го гледате Ковач Ладжи. Тој беше поразен во првото коло од бугаринот Михов, додека во спротивниот агол Плоп, кому му асистира тренерот на романската репрезентација видеа, го гледате, говорев за него. Има водство од 3-0. Втора рунда. За младите гледачи да повторам дека во борењето има 2 рунди по 3 минути. Како да се подготвува повторно, да видиме
Дали ќе успее во својата намера романецот? Успева. Доаѓа зад противникот, го положува со целото тело на Душекот, освојува 2 поена, имаше 3, вкупно 5-0. Мина 30 на секунди од борбата во втората рунда. Сега веќе Ковач нема што да тактизира, мора да најде решение. Еве се обидува со влез во нозе и освојува 2 поена. 5-2. Сега се обидува да го крене, да го заврти околу себе, дали ќе успее? Не успева. Ако успееше, тоа ќе беа нови 2 поена. И навалување на водството на Плоп на 5-4, но не дојде до тоа. Останува 5-2. Сега со влез со ногата се обиде нешто да стори, но Плоп го искористи тој момент и наместо оној борач што беше во офанзива, тој тргна во контраофанзива, освои 2 поена, 7-2 води. Прекината е акцијата, немаше излез од оваа позиција и сега доаѓаат на центарот од Душекот во она неутрална позиција и од тука ќе ја продолжат борбата. Уште 1,5 минута до крајот. Овде нема веќе дилемиот и Плоп со тактичка борба ќе гледа да го заврши овој дуел финален против Ладжи Ковач. Има водство од 7-2 и сега ќе глуми дека е активен, да не добие јавна опомена, за да го зачува резултатот во овие последни 40 секунди. Нема потреба да се впушта во непотребен ризик. Но треба да се чува, особено да ги чува нозете, зашто тука во долниот дел еве најавува напад унгарецот. Сега откако малку ја смери борбата, романецот тргна во контраофанзива, освои 2 поена, 9-2. Дали ќе има нови 2? Има 2 нови, 11-2. И сега ќе има нови поени и готово, завршува борбата, доби нови 2 поена, 13-2, технички туш. Исто како да е победа со туш, победа на Плоп, кој навистина мајсторски се избори на годинашниот турнир, најнапред го совлада Михов од Бугарија. Еве сега во завршната борба победа и над